Јас сум Никол Чаневски од Долно Оризари, производител на органско производство на хектари 200. Јас сум Пече Ангелевски од село Долно Оризари. Моментално имам засадена површина на 7 декари со предвремен склучен договор. Цените моментално се околу 30 денари, мислам дека е задоволително за почеток. Предност беше инспирација со како прво поголемата субвенцијата, поголема субвенција на органското производство и договорната цена. Со договор, пошто имаш договор, имаш загарантирана цена и за еден земјоделец е тоа најбитно. Да речем, ти снисадели и уназад, може не толкави површини, ама пак за откупа, за цената во секој пункт башка цена и тоа ни беше малце некој проблем. А со ова веќе имаш загарантирано нешто, некоја подкрепа што може да се подпри секој земјоделец на ова се договора со цените. Сега за сега разлика немаме осетено, ќе видиме натаму како ќе се одвиваат работите. До сега едино разликата е што немаме до сега прскано пестициди, ништо, значи почвата е чисто, билка немаме никаква прскано за одтрева, за одплевели. Сега втор пат копаме, сега за сега е добро, вака нема многу трева, плевели излезено, ме радва и се од тука натаму кога ќе почнеме со вадење со системите, кога ќе поставиме, ќе видиме како ќе биде. Јас што со пријатели, со другари што имам правено муавет е се за што не може да се прска против тревата. Мислат дека ако испрскаш со тревата, дека се е решено во производството, било пипер, било што било она. Јас му велам, јас уназад 3 години исто така испрскав, нема не ни фати билката и исто копање, но друго нормално, мора да сработиш производ, дали ќе си ги испрскал, не ги испрскаш, ако сработиш, ти имаш. И му велам, јас си заклучив дека демек нема прскање, сума испрскал, нивата не ми фате билката и мора да се справи со тревата. А на време ако е сработиш, дури е помала тревата, вегетацијата на тревата, нема никаков проблем. Никој не може да ме убеди во тоа дека ради тревата не садам органско производство. Па, по моје мислам дека нему се многу познати работите. Иначе, сега за се вака како што ми гледа не е нешто тешко. Така да, треба малце, може малце и сеет работите кај нас така стојат што луѓето многу и не се запознаени со тоа органското. Може малце и сне поназад од страна на земјоделие према европските земји, сето се влијае. Кога што правиме муавет вака со другарче на друго, идат и гледат состојбата на пиперите кај нас и гледат ние колку сни вложиле, што сни вложиле и си прават некоја математика, има појќе, да речем, исплатливо со органското, сега за година сигурен сум дека ќе има појќе. Во Оризари берем најмалце што мислам сега моментално што ги познавам другарче мој со 5 хектари. Јас ќе одам уште со 7 хектари ќе видиме само во Оризари. Башка Пеце што има посадено и тој ќе оди сигурно со хектар, минимум 10 хектари ќе видиме само во Долно Оризари за година. Со договорено производство нормално ќе биде појќе луѓето заинтересирани. Ако од двете страни се стои на договорот, ако се почитува договорот, ако е се во ред, нормално дека ќе има се појќе ќе се шири, ќе се застапува во иднина. Да, задоволни со цената се, како цената е таа. Прва година и ние не знаеме и за нас е ново ова, сега ќе видиме. Дај Боже нека биде се како што треба, па после ќе си направиме може ќе ни ја подкрени цената договорувачот, откупот, ќе видиме како ќе биде. Ова е за сите е пробно, ова е прво, но ова е за нас да видиме како ќе изгледа. Сега за сега мислам оваа цена што е даена е солидна, ги покрива нашите трошоци, субвенцијата, да речем субвенцијата не ги покрива трошоците. Ова што е договорната цена не остана нешто за земјоделец. Сега е во одлична фаза, во фаза на цветање, има доста добар цвет, добра папка има пуштено, сега за сега со гранка, со лист, со таква работа е во одлична фаза. Во одлична фаза. Можам да речем и со некој што се тука комши што сне со нивите, тие се конвенционално, јас сум органско што се плаше оваана, со класа сум подобар. Не да се фалам, ама со класа сум подобар од нив.